Го следите најновото издание на регионалните вести. По заминувањето на печалбарите, количините на смет кои во Тетово се собраа на дневна основа се намалија, но сметот по улиците, тротоарите, покрај контейнерите, но и на претоварната станица се уште се таложат. Градот никако да се спаси од ѓубрето. Дел од сметот собран од тетовските домакинства се уште наместо во големите контейнери на претоварната станица кај Требош, се истура и таложи на земја во дворот на станицата. Практично местото е претворено во дива депонија. Подобра не е сликата ниту во градот, каде смет има покрај контейнерите, улиците и тротоарите. Од јавното комунално предпријатие Тетово, летово се правда дека големата нехигиена во градот е резултат на доаѓањето на печалбарите, кога во Тетово на дневна основа се собирале по 250 тони отпад, повеќе двојно од вообичаено. Затоа според нив не можат комуналците да постигнат и секаде да го соберат сметот. Многу гастарбајтерите веќе се заминати, а градот се уште се гуши во смет. Текстот е многу јасен. Ќе звучам клише како секој тетовчанец или како некој од Бангладеш, например, дека градот е преизрубен. И очигледно дека системот кој што би требало да се занимава со таа хигиена не функционира, тоа е комуналниот. Оти, нели, се жалевме дека летово премногу луѓе има, односно премногу имаме дојденци и странци. 90% од нив се сега отиднати. Колку што можам да забележам, иако не сум постојано во Тетово, ситуацијата е буквално иста. Катастрофа. Зошто? Некој коментар? Ѓубре на свака страна. Како оценувам, немам зборови, не е чисто воопшто. Во Полошко со децени не е решен проблем со комуналниот смет. Од Центарот за Полошки плански регион вела дека хигиената во општините во овој дел на Македонија ќе биде подобра, кога ќе се реши проблемот со регионалната депонија во Гостиварско Русино. Министерот за животна средина Садула Дураку накусо ни одговори дека се работи на постапката за уредување на депонијата Русино. Вие знаете дека депонијата Русино продолжува со работата со донација на Швајцарската конфедерација и како регион се издвојуваат средства и се работи во ова насока и тоа е во надлежност на локалната самоуправа. Моментално тетовскиот смет се носи во скопската депонија Дрисла. Ако се уреди депонијата Русино, тогаш време траењето на транспортирање на тетовскиот отпад би се намалил, а со тоа сметот покрај контейнерите во дворот на претоварната станица не би се таложил, односно истиот навреме би се собирал од тетовските комуналци. Не стивнува нетрпението меѓу локалната власт и училишните управи на подрачјето на Гостивар. Градоначалникот Таравари денес излезе со обвинувања за бркање од работа на наставен кадар и незаконски замени. Во Гостивар и по 10 дена од почетокот на новата учебна година не стивнува нетрпението меѓу локалната власт и училишните управи, кое почна по одземањето на надлежностите на општината во образованието. Градоначалникот Арбен Таравари денес посочи дека околу 35 наставници, професори и учители биле избркани од работа, а на нивно место настава почнале да држат лица кои не биле евидентирани во ниедна институција. Се прашувам како е можно лице без никаков документ и без да бидат пријавени да држат настава на ученици. Ова се случува само во Гостивар. За жал, сето искажано е одобрено и овозможено од страна на директорите на училиштата, кои беа насилно поставени од Министерот за образование. По одземањето на ингеренциите од градоначалникот. Сега на сите ни е јасно зошто беа одземени ингеренции. Еден директор на едно основно училиште не прифаќа да му платиме струја ние како општина. Тоа и јавно го кажа пред 2-3 дена, дека не прифаќа општината да ги плаќа неговите долгови. И ние нема што да правиме, ние можеме да им помогнеме, меѓутоа ако му даваш на некој и те одбива, нема што да се прави. Директорот на основното училиште Исмаил Кемали пак, кој повеќе месеци е финансиски блокирано, вели дека не одбил помош од општината, туку барал парите да се префрлат на жиросметка за да се одблокира. Не дека не давав согласност да го платат тие директно таму. Јас барав директно да се пуштат парите во жиросметката на школата, да се деблокира жиросметката и да се почне да се платат тие долгови, што се елементарни долгови
хигиенски средства, железарија и тие други. Таравари на денешниот прес рече дека во неколку училишта, каде директорите на своја рака објавиле тендери за превоз, се уште не е обезбеден потребниот транспорт за учениците. Во возило управувано од 20-годишникот Куманово е пронајдена марихуана, оштетен дел од црквата Света Богородица во Тетово и повреден 10-годишен пешак. Ова се настаните евидентирани од СВР Тетово во последните 24 часа. Вчера вечер околу 23 часот и 30 минути на наплатната станица Желино, полициски службеници на СВР Тетово запреле патничко возило Форд Ескорт со кумановски регистерски ознаки управувано од 20-годишниот ДП, а како сопатници биле 18-годишниот ДМ, 19-годишниот АП и едно 15-годишно девојче, сите од Куманово. По извршениот преглед под предното со возачко седиште било пронајдено најлонско ќесе во кое имало околу 400 грама марихуана. Лицата се однесени во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Вчера вечер околу 22 часот и 30 минути во секторот за внатрешни работи Тетово пријавено е оштетување на црквата Света Богородица, лоцирана на улица Питогули во Тетово. Две засега непознати лица се искачиле на дрвената платформа и со камен го скршиле надворешното прозорско стакло од црквата. А откако биле забележани, веднаш избегале, информира СВР Тетово. Оттаму информација за повреден 10-годишен пешак, имено вчера околу 13 часот и 40 минути на улица 109 во Тетово, патничко возило Ford Focus со италијански регистерски ознаки, управувано од 60-годишниот ШФ од Тетово, удрило во 10-годишно момче од Тетово. На детето му била укажана лекарска помош во клиничкиот центар Тетово, каде му биле констатирани тешки телесни повреди. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од СВР Тетово. На 9 септември пак околу 11 часот и 30 минути покрај локалниот пат во гостиварското село Орчуше бил пронајден паднат 57-годишниот МБ од ова село, кој бил во неконтактибилна состојба. Набрзо МБ пренесен во гостиварската општа болница Ферит Мурат, од каде поради влошена здравствена состојба итно е префрлен на скопските клиники. Вчера МБ починал и ќе се врши обдукција врз неговото безживотно тело за да се утврдат причините за смртта. Извршен е увид и се работи на целосно расчистување на случајот. Референдум 2018. Од Општинската организација на СДСМ Тетово денес соопштија дека во наредниот период пред референдумот ќе бидат организирани работилници, трибини и средби со граѓани со цел да се објаснат придобивките од договорот со Грција. Драги сограѓани, нашата граѓанска обврска да дадеме одговор на референдумското прашање се ближи. Одговорност и чест е да се биде граѓанин кој има полно право да одлучува за иднината на својата држава. Тоа право ни е овозможено сега и сме должни да го оствариме. Ова прашање е тесно врзано и представува одговор на нашата перцепција, став и разбирање на македонско-грчкиот договор. Договорот е постигнат преку тешки преговори во кои дојдовме до прифатливо решение за двете страни. Свесни сме за влогот и знаеме дека ова е најдоброто можно и фер решение за граѓаните на Македонија. Со договорот го расчистуваме патот на Македонија за влез во НАТО и почеток на преговорите со Европската Унија. Придобивките од договорот се повеќе од јасни. Тој нас ни го гарантира правото да се определуваме како македонци, кои зборуваат македонски јазик, ни го гарантира македонскиот идентитет и отсликува нашата територија, јазик, народ, со сите атрибути, со својата историја, култура и наследство. Ни го потврдува македонскиот јазик како официјален, а со тоа и како официјален јазик во Европската Унија и НАТО. Во рамките на своите активности, Социјалдемократскиот сојуз од Тетово ќе организира работилници, трибини, средби и други јавни настани кои ќе имаат една јасна цел: да се дообјаснат придобивките од овој договор, да се поттикнат сите слободумни граѓани да ја сватат големата придобивка што ќе ни ја донесе истиот и разумно да донесат одлука како да се изјаснат по ова историско прашање. Тетово е мултиетнички град, во кој на сите полиња функционираат многу етникуми. Ние најдобро знаеме дека зависиме едни од други, дека од нашата меѓусебна соработка зависи нашиот квалитет на живот. Соработката на народите во двата најголеми светски сојузи, ЕУ и НАТО, произведува среќни и задоволни граѓани. На 30 септември ќе излеземе за.
че излеземе за да бидеме горди граѓани на ова парче земја. 30 септември е за сите нас. Демократската унија за интеграција, кампањата за престојниот референдум ја започна синоќа со митинг во Тетово. Ги повика граѓаните на 30 септември да гласаат за Европска Македонија. И албанците и македонците на референдумот на 30 септември да гласаат за Европска Македонија, порача од Тетово лидерот на ДУИ Али Ахмети, каде синоќа на митинг официјално ја започна референдумската и партиска кампања. Единствен пат според него е НАТО и Европската Унија. Тој смета дека не е вистина мислењето на некои македонци дека ќе го загубат идентитетот, културата и јазикот. Напротив, со зачленувањето во НАТО и Европската Унија, нашата држава се засилува, идентитетот се зацврснува, додека надвор од НАТО и Европската Унија, оваа држава не ни може да преживее, рече Ахмети. Нашиот мотив е да го направиме вистинскиот чекор и да станеме дел од големото европско семејство, да бидеме дел од војно-политичкото семејство наречено НАТО, храбро да работиме за тоа што на 30 септември се одредува нашата иднина. На 30 септември се гласа за мир, за стабилност, за подобри меѓуетнички односи, за економски развој, за нашата младина која бара спас во други земји. Затоа да работиме посветено, бидејќи сме во служба на иднината. Во оваа прилика ги повикувам сите политички партии, без разлика на која етничка група и припаѓаат, се обраќам на ВМРО ДПМН, најголемата опозицијска партија, да земе учество, бидејќи мирот и стабилноста и нив ги интересира. Затоа и тие да излезат за поддршка на нашата заедничка иднина. Овој референдум не обединува за една цел, за Европска Македонија. И албанците и македонците. Ова е прв момент во историјата на оваа земја кога заедно имаме заедничка цел – Македонија во НАТО и во Европската Унија. Председателот на Македонското собрание Талат Џафери рече дека на овој пратенички состав му е дадена чест и одговорност да биде носител на кампањата за референдумот. Имаме одговорност и обврска да направиме транспарентна кампања, правична, без дискриминација и преку почитување на слободната волја на секој наш граѓанин. Со новата влада работите почнаа да се движат во позитивна насока. Подпишувањето на договорот со Грција е историска спогодба која ги отвори и ги направи опипливи вратите на НАТО за Македонија. Наредно следат процедурите пропишани со договорот по ратификување во собрание. Следен чекор е референдумот. Прашањето дали сте за Европската Унија и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Македонија и Грција јасно говори дека овие две прашања се тесно поврзани и не може да биде поинаку, бидејќи ова е единствениот начин Република Македонија да ја исполни својата цел да стане членка на Европската Унија со име прифатено од целокупната меѓународна заедница. Вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи потенцира дека на 30 септември Македонија треба јавно да докаже дека сме про-НАТО, про-Европската Унија и проамерикански расположени и како што рече со нашата рака да го прекинеме секој сон на Русија дека ќе се врати тука. Пред присутните на собирот во Тетово зборуваше и шефот на Централниот штаб на ДУИ за референдумот Атила Реджепи и градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи. Соопштение до јавноста испрати кризниот штаб против референдумот. Кризниот штаб против референдумот очекува од ВМРО ДПМН денеска да го израдува народот со единствено исправната одлука, а тоа е одлука за бојкот и неизлегување на референдумот. Во овие тешки моменти за татковината, кога пучистичката власт во Скопје во очајнички обид да сруши се што е македонско, ВМРО ДПМН да застане на страната на македонскиот народ, поголем дел од граѓаните, македонците во странство, кои нема да излезат на престојниот референдум оти не сакаат промена на вековното македонско име, се вели во соопштението. Кризниот штаб против референдумот и македонскиот народ силно веруваат дека и ВМРО ДПМН како демохристијанска партија и со силна верба во Бог ја дели нашата спремност да останеме своји на своето, да се оди докрај во одбрана на Македонија и македонците, од јасно изразената намера на пучистичката власт во Скопје да ги избрише македонците.
Во овој момент мора да се тргнат настрана теснопартиските интереси и сите национални и патриотски сили, правилно да ги распоредат интересите, што подразбира на прво место националниот и државниот интерес, на второ место партискиот интерес, а дури некаде на трето место личниот интерес. Ова зло што му се случува на Република Македонија е познато, се вика пучистичка власт во Скопје, која сака да сруши се што е македонско. Националните и патриотските сили имаат обврска тоа да не му го дозволат, да се обединиме против референдумот, а после на избори секој нека оди со своите определби, оти простата вистина вели дека доколку се сруши државата, сите ќе не затрупа во неа, се вели во соопштението. Референдум 2018. Судиите од Скопскиот кривичен суд Огнен Ставрев и Осман Шабани, заедно со обвинителите од СЈО Фатиме Фетаи и Гаврил Бубевски, денеска извршија увид на автомобилот Opel Omega, за кој се смета дека бил употребен за бегство на осомничените во петкратниот масакар што се случи на 12 април 2012 година кај Смилковското езеро. Се работи за повторена постапка откако Врховниот суд монструм го врати на повторно судење, токму поради тоа што само МВР го имаше видено автомобилот, а на странките во постапката им подели само фотографии. Пресудите за сите 6 мина обвинети беа доживотен затвор. Денешниот увид се изврши во депото на Агенцијата за управување со запленет имот во близина на Скопско Миладиновци. Што е во пресудата, исто е на лице место на самата шасија на моторот. Спорното прашање што се однесуваше во врска со калниците, се гледа дека има калници. Другото спорно прашање по однос на задните седишта, дали има наслонјачи исто така на задните седишта, се утврди дека има. Сметам дека со ова се расчистија спорните прашања и повеќе дилеми нема, исто е онака како што е претходно утврдено и денешната фактичка состојба, денешниот увид на лице место го потврди истото. Денеска утврдивме дека, бар спрема одбраната, дека изгледот на патничкото моторно возило воопшто не кореспондира со вештачењата кои се извршени претходно. Од таа причина ние ќе инсистираме да вештите лица повторно дојдат на главен претрес за да појаснат некои ситуации кои навистина не се сопаѓаат вештачењата и самиот изглед на патничкото моторно возило. Меѓутоа, тоа не можам да го споделам со вас, бидејќи вештите лица се уште не се на распит пред судскиот совет, па ситуациите на кои ќе бидат не распрашани, ќе ги дознаете накнадно. Денес имавме променливо облачно време со повремени сончеви периоди. Утринската температура се движеше од 8 до 18, а дневната од 23 до 30 степени Целзиусови. УВ индексот беше со вредност 6. Утре ќе имаме облачно време со засилен северен ветер кој на повисоките места ќе достигне брзина од околу 80 км на час. Утринската температура ќе се движи од 6 до 13, а дневната од 20 до 27 степени Целзиусови. УВ индексот беше со вредност 6. Вестите завршуваат овде. Благодарам што ги гледавте. Пријатно.